Pozdrav te Soklaridis da mu dajiš. Kako si ovaj od Toronto? Čekaj ovdje kao. Se nam ozaglješ velik? Ja. Kanada i Celje. Trebaš da doneseme paper cups. Hello, morning. Hi. First drink for an independent Macedonia recognized by the United Nations. Next time here, Ker сме дојдени да ја собериме целокупна Македонија. UN Council река најсма. Или, нешто му реков долу? Не е целокупна Македонија. Oh my God. Sexy. Crazy man. Greće treba, a? Tamo се да избрав. Лелej. Вие не можете... Малце замина му вала. You play? Знаеш да кажеш, нема идемо и виме, најсте? Имам супа добра скокна. Јас сме гледали. Не на без долу. Абе, бели ти сляп човек, нема и видно и Чекај, јас помлад сум од овие. Чујаен се. Да ме поздравиш Македонија многу. Да поздравиш македонци да си. Вие да ги поздравите. Од Торонто наше. Ќе се видиме на коктел. Кај се најде ти се? Кој најде се? President of the former Yugoslav Republic of Macedonia, His Excellency Mr. Kilo Duro, to invite him to the consensus. Mr. President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, македонскиот народ и неговата 130-годишна борба за слобода и независна држава. Приемот на Република Македонија во меѓународното семејство на народите е чин со кој триумфира правдата и светол пример како еден мал и мирољубив народ помирен и легитимен пат го оствари своето право на самоопределување и државност и својата одговорност во меѓународната заедница. Оваа прилика сосема накусо би сакал да укажа само на дел од долгата и честопати трагична историја на мојот народ. Тој е народ со долго паметење и со богата културна историја и традиција. Народ кој на словените им ја подари првата писменост, литературата и христијанството. Народ чие фреско сликарство и единствената светла точка на европскиот средновековен мрак. Народ чија современа литература и уметност се дел на светската културна ризница. Народ чие основно културно и политичко гесло низ историјата секогаш било изразено во духот на сожителство, етничка и верска толеранција. Тој е народ кој во Втората световна војна се приклучи на антифашистичката коалиција и во таа борба на првото заседание на АСНОМ ја создаде македонската држава, која потоа се вклучи во Социјалистичка федеративна република Југославија. Стратегот на национално-ослободителното движење на македонскиот народ од почетокот на овој век хуманистот и космополит Гоце Делчев јасно го изрази тој дух во разбирањето на светот за културен напревар меѓу народите. Во тој дух
Република Македонија и денес ја продолжи и ја стекна својата позиција на независна и суверена држава, единствена е од составот признавање. Таа објективно се најде во позиција да трпи штети од санкциите спрема Србија и Црна Гора и беше изложена на други тешкоти. Но покрај сето тоа, граѓаните на Република Македонија и нејзините државни органи останаа верни на начелата мирот и диалогот, меѓуетничкото разбирање и толеранција и служителство на сите што живеат на Балкан. Бевме уверени во можноста од Обединетите нации да ја донесат оваа праведна одluка. Република Македонија денеска е помирољубива држава во Европа, својата надворешна политика е гради врз темелите на повелбата на Обединетите нации. Јакнењето на меѓународниот мир и безбедност, развивањето на економска соработка и заштита на човековите права, като предуслови за побезбеден и праведен свет за сите. Сега, како равноправна членка на Обединетите нации, активно ќе се вклучи во остварувањето на целите и начелата на повелбата на Обединетите нации. Тргувајќи од собствената традиција и современост, за нас највисока цел представува правата, остварување на човековите права и посебно на правата на националностите и етничките групи кои живеат во Република Македонија. Таа денес е татковина на македонскиот народ, на албанците, на турците, на србите, на ромите, на власите и на представниците на други националности. Во тој дух е го јакнене Балканот на добрососедство и пријателство. Република Македонија сака и е подготвена да го даде својот придонес по решавањето на меѓународните конфликти во согласност со резолуциите на Советот за безбедност во интерес на мирот и безбедност. Република Македонија изразува својата волја да се вклучи во активностите на специјализираните агенции во системот на Обединетите нации. Како европска држава тежна е да Security Council. Muisa snima sastavlja taj Tengo el honor de presentar hoy ante la Asamblea General el informe de la quinta comisión sobre los temas 112, cuestiones relativas al personal, 117, ejecución de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Angola, 121, finalización de la misión de las Naciones Unidas para la Integración del informe de la quinta comisión se encuentra de 47. Ajde, čestito da vidi Georgija, večno da vidi Veterna Makedonija. Kako se ovdje mojite tamo? Dobri se. Žive Makedonija! Žive Makedonija napred! Makedonija! Maragilo! Ne, former. Žive Makedonija! Jesam. Nema ništa, šaku ti pravi crni otaka. I got a picture of the assembly.
Vuko Zlašković. Ede? Čekaj. Makedonija je acceptable. Evo ih go. Da žive Makedonija. Da žive. 180 zemlje na 7. 180 prvata država. Заминат подалеку. Мани от там на телевизии. There's a piece of land called Macedonia. That's what those people are there. And if my grandparents and great-grandparents didn't speak Greek, that for me is more than enough. They can write all the history books they want. And that's the same thing in all the Thank you very much. Johnny, thank you very much. That's very nice. Well, what Mr. Vigoro said, yes. Yeah. How are we going to celebrate now? How are we going to celebrate? Yeah. 6 o'clock? 6 o'clock? Okay. All right. We got a baby now. Steve, let's go shopping until 6 o'clock. Baby new girl. Congratulations. You're hard at this. Pardon? Oh. It's not I know. Steve, come here. It's your camera. Not use this flag of white here, please. Fine. Can't use that flag. Okay, Steve. I know, shopping. $2. Hey. How about you were saying the Statue of Liberty? How far is it? That's far. Yeah. It's in New Jersey. Oh. You're gonna take a ferry there. You can take a ferry back. You can do that. You can do it tomorrow. And the best out of all, you can see only. Where are you? Oh yeah, you can't even find. I did. You did. Here we go. This is all Moscow. That's how ends in United Nations, and we are admitted as a 81st state in the United Nations. Turče, jedno vreme tuga bolno vikam na Hetro tamo, right? Еле тука, бре. Еле се цели тука. Чекај. Скапай. Човек, обладеш и ране Обединените нации на СО. Аха. Какво? Слушай. Ovo je tuka naše dete od Germana. Работи пред Обединетите нации. Što je German? Кој што ги служи сите луѓе, не знаеш што раса, што... На динета влашки деде добре кажи. Кажи за да те знаат. Динета влашки дете... Така. Герман. Герман бре, Герман. Герман од Герман. Пак тука го најдоме. 88-та овде, 93-та овде. Ne.
Jedna je kolevna, Sveta Sino, bivša Jugoslovenska republika Makedonija. Кој е вашиот одговор на тоа? Или што вие кога говорите кој ќе се вратите во Македонија, слушаме деновиве, 2000 потписници имате, даено е на Уставен суд. Кој е вашиот одговор за тие луѓе? Јас сетка слушам од вас да е на Уставен суд и да има 2000 потписници. Неофицијално јас Иначе нема никакви големи бранувања, нашиот народ со своето долго историско искуство и паметење свестен е дека со влегувањето на Македонија во Венеција нашите ние решаваме не само судбинскиот проблем во утре джуни да не ни решава судбината, да се престане војната сега во Босна и Херцеговина, кои ќе седнат на маста да разправаат што да се прави на Балкан. Ние и ми таму ќе седиме, имаме свое место и без нас ништо не може се решава, а тоа возможува да дојде во нација или други пак ќе ни кројат судбината кој 12, 13, 18 и 20. Што ќе се случи со знамето? Знамето си е наше знаме, друго знаме немаме. Под притисок на Грција, кроз оние 2 месеци како се слушаше во вестите, ако сме принудени да ги менуваме, дали тоа ќе да прифатиме? Како да не принудат? Повеќе може да не принудат ако не седиме таму на маса равноправно колку е нивниот глас, колку е нашиот глас. Принудуваме и некои отстапки моравме да направиме за десна непризнаена држава со недефинирана ситуација, како некои апатриди во Европа, кои ги прифаќаат како земја која е нешто направила за мирот, посочувала мирот, а не призната држава. Како ќе ни принудат утре како призната држава која ќе мора да разговарат со нас на равна нога? Европските медијатори кои за 2 месеци треба да се најде име погодно и за Македонија и за Грција, ако и тогаш ништо не се случи, што ќе се случи со Република Македонија, со името на Република Македонија? За Обединетите нации? Ништо нема да се случи, останува нашето име, ќе ги обавестиме Обединетите нации. Мислите на бивша Југословенска република? Дека нашето име е тоа и тоа и готово. Толку држави ги променили имињата што се во Обединетите нации, само испратат сообщение дека собранието, највисокото тело, одлучило од утре да се вика држава на Пакистан. Това не знаем. Генералниот секретар со циркулар ги обавестува сите држави како се вика држава. Ние се викаме република. Сигурно. Право. Кому не може вие слушнавте? Не слушнавте. Што е од името на која држава говори сега во Република Македонија? Секоја чест. Јас сум убедена што мислам дека може во наша варијанта да ви се забрани, а и вие морате бивша Југословенска. Тоа не може да се случи. Ни една не спомнавте. Не може. Не може. Ја морам да го почитувам Уставот. Уставот, било која кој ја потпишам на бивша Југословенска република Македонија, појавила било кршење на Уставот. Тога би требало да одат на Уставен суд и да го касира. Ја така пак никогаш во живот. Со други зборови, ние влегуваме како Република Македонија, а оние не прифаќаат како бивша Југословенска република Македонија. 2 месеца за привремено не се събираат, не се обраќаат како бивша република. Мислите ќе биде едноставен начинот во рок од 2 месеца да го отфрлиме тоа име? Никој друг начин не вика. Еве сега добив честитка од Тагорска, британскиот министер, кој ми сообщава дека го признаваат Македонија. Никаде не зборува за бивша Југословенска. Не може цел притиску ја. Сите така да се ова е за тоа. Јас се спасим некој сме разделени.
Земуме. Земи е место. Апарат. Сега помирно сме. Читай ние това. Кога бевме непризната држава, па не знаеш која страна може да те нападне. Само едно прашање. Господин Глигоров, Објаснување за знамето. Што станува? Ноќе ќе би да смеја да го спомнам. Женото. Не може да речем потајно, значи ќе види. Не може да речем. Официјално мора да има церемонија. господин Глигоров. Ќе дојде во Па да. Господин председател Глигоров, како се осеќате сега што влеговте внатре во Обединените нации? Ко председател овде зборувавте околу 45 минути, не можеме да ви снимаме, но оваа снимка оди во Торонто и многу ми е драго што ќе ја кажам во мојот дуќан. Дали можете да кажете два збори за нашите македонци во општината во Канада, во Торонто? Влегол во Обединетите нации како човек во името на држава која го има тоа право. Тоа не ни е поклонето. Нити сега се решиле, ете, ајде да ги примиме. Они имат грижа на совест. Они, некои кога говорат, дали е нарушено нашето достоинство, бидејќи сме прифатиле привремено да се вика форма Југославија Република Македонија. Они треба да го повратат своето достоинство, бидејќи го наруши едно право кое секој народ го има, да се избере име како сака, па макар и за 2 месеца. Така да ние сме во Обединетите нации како држава која ги исполнува сите услови и со сите права. Дали тоа име ќе остане за секој пат или превремено? Тоа име не може, не само да не може да остане за секога, него тоа е прашање дали ќе биде и 2 месеца, еве ќе добивам писма од државници кои викаат само Македонија. Браво! Благодариме и да честитаме. Извините, господин, ова е Гота Ташкович, супруга Касандра Ташкович, президент Киро Григоров. Wonderful day. She has written lots of articles and she's been also fighting for the Macedonian cause. Very big honor to you, Mr. President. Very happy. Congratulations. Now, please. Много ви честитам. Благодарам и ја. Фантастична работа направихте, наистина. Сме паметни со Они беше долг да сториме тоа. Се заврши тоа дело. Много се гради се Имаме архитекти, инженери. Јас ќе дојдам наверојатно сега за почетокот на март. Има едно место да говори. Че таму работат личности на формиране заедно. Ja, mogu se razgovarati do našeg očekivanja Ja baš vidio samo da Nismo i nije pokrivali, znači ne ni više čapi.
Значи, имаме голем резултат, целиот друг најме да се стори. Благодарам многу, вие некои ќе се значите за наша држава. Може да сликаме към Sve izgleda pod svoje. Dojde iz jedne restitucije, ima priznajno, ima pricovati. Ovdje je nego baš Од кај сте вие? Крампоин и Глијан, Свети Петар и Павле. Торонто? Macedonian News. Magazine, sorry. Витола Милоден човек. Македонија. Нью Джерси. Америка, Нью Джерси. Градот на Фрекето. Никола Вентер. Нью Джерси, домаќините. Лакини. Домаќините од Нью Джерси. Главното Нью Джерси. Од опозицијата на господинот. Главното Нью Джерси. Радијатор. Заборе дека ми сме македонски. Ча правиме, Георги? Георги, да живее Македонија, Георги. Живее. Георги, сега... Ајде, сликај, сега на парша за Солов, Георги. Оди таму од Скопје до Солов сега. Джани, седи. Семи стол. Джани, ево. Семи стол. Come on, Gianni che Шашата опет се вија. Не може да искрije. Киро, tako nešto da se napiješ momčето. Ajde, Kiro. Attention, please, ве молам. Јас сакам на председателот на Македонија да му го дам македонското знаме што Светскиот македонски конгрес го организира против грчката демонстрација, што летеше со авиони за 1 сат над Обединетите нации. Ова знаме треба да оди во Македонскиот нов музеј за борбата за нашето признавање. Друго нешто, овие се работи што се направија, што 50 македонци луѓе ноќно работеа. Повеќе. 500. Се 80. Работеа и од Пета авенјуа до
прва линија ги Клавија и се измачи, работи се цело време. Само реклами не треба да кажете. А луѓето беа исто од Minority Rights. Сега recognize Македонија е призната, Human Rights. А ова е телевизија, ние што направивме видео што авионите летаја и тие авионице за спомена да биде на македонскиот народ. Ви благодарам многу. Јас би сакал, може да кажа тоа е само знамето со тоа беа две знамења, едното ние го Ајде го молим. Вие грешите бојата што направите. Добро. Знамето си знаме, тоа леташе на голема висина. It was flying very high altitude. Тошковиќ најсилната да лавате. Океј, бразе. Добре. Валејава. Кој ќе да ги почитувате? Ова може да точно се. Се земе. Братија и сестри македонци, мој ден, както знаеме свички, е ден којто јас знам во мојот живот никој пат не вербаше да го видам. It is like a dream that I tell you from the bottom of my heart, I cannot honestly believe is true. I, like all of you, was at the United Nations today. We heard our president speak, and after he spoke, as I walked back and went up to my room, I sat there for an hour, trying to truly, honestly believe. And how fortunate I am to see this day. Because this is what our fathers wanted, our grandfathers wanted, and we, how lucky we are that this dream of ours and the dream of so many Macedonians who have given their lives are fortunate to see with our own eyes. And that's why I called so many of you from Toronto and Detroit and so on, and you responded. And you will never forget this day, and this day must be always told to each and every one of our children, our friends, and so on. But one can dream and one can believe, but it just doesn't happen. It happens only if someone who has the capability, the dedication, and the commitment. We, the Macedonian people, and I say this from my heart, and I say this to all my brothers and sisters Macedonians, do we really realize how lucky we are, how fortunate we are to have as a president and a son of Macedonia like Mr. Gligorov? I was one of the fortunate ones that got to know Mr. Kiro Gligorov right after it declared its independence from Yugoslavia. And I have told my friends, and my friends that are here know this, I have always said that I believe in this man. I would put everything that I have behind this man. I would give my life, as I have said publicly many times, for this man. And I say to those 2 and 3 and 4% and no more throughout the world who do not understand, because I know
that the majority of, by far, understand the type of leader we have. And I have said many times that at the death of Goce Delchev, he tried to leave an example to us Macedonians. He tried to tell us that if we unite and if we stick together, we can accomplish anything. He, as we all know, Goce Delchev was not killed by a kurshum from the Turks or the Greeks or the Serbs or the Bulgarians. He was killed by a Macedonian kurshum. So I beg and I plead, under the leadership of our so devoted, sincere son of Macedonia, and when I say it, I mean it in every respect, because this man and this man with his people and his government have accomplished something that never in the history of Macedonia was able to be done before. Let's keep it together, let's unite under him, and let's make Macedonia something that we can all really, truly be proud of from our heart. I thank you. Macedonia, Macedonia, Macedonia. Може да седнеме? Сега първо да се разшири. Македонци. Еве, првиот ден кога имаме независна Македонија, меѓународно призната, су меѓу вас. Сега, како што ви јавија, во Скопје се собира народ на плоштадот со илуминации, камбаните бијат. Народот гледа, доживеа дека дојдовме најпосле до сопствена држава за која се бореле. Ја денеска скромно реков 130 години нашите предци. А знаеме оти има и подолга историја. Само поновата историја е 130 години. Од 1168 година пред Христос. Да. Според тоа, денешниот ден значи остварување на сонот на многу и многу генерации. На многу загинати кои не смееме да ги заборавиме. И од тоа наше историско паметење треба да извлечеме неколку поуки. Прво, нашиот народ треба да се бори за мир и да живее во мир и да создава во мир со она што може да го создаде со своите дарби. А нашиот народ знае и да работи, знае и да твори, знае и на полето на уметноста, како што преди стотици години оставиле трагови нашите предци со кои денеска можеме да се гордеиме пред другите. Кога изгледаше дека македонската судбина е решена, 13-та година не поделија, секој си зеде своето парче, се покажа дека македонскиот народ како феникс повторно се роди, дојде најнапред до темелите на таа држава преку народно-освободителната борба, а денеска веќе имаме сопствена, суверена, независна држава, членка на Обединетите нации. Може да се лутат колку сака нашите соседи, кога велам дека Букурештанскиот договор со тоа е веќе мртов. Се до тогаш, дури ќе знаеме да ја чуваме оваа држава, она ќе биде факел кој ќе покажува патот и на другите делови на Македонија. Браво! Исто така, дури умееме и знаеме да изградиме една модерна, цивилизована Македонија, која ќе може со својата политика, со она што значи на Балкан, да има симпатија, да представува фактор на мирот и на стабилноста и да имаме опција да се поврземе, да се асоцираме со другите европски држави, да влезиме во заедницата на европските народи.
Тоа треба сега да биде целта на македонскиот народ. Отвори патот, единствено тој пат, помирен пат, ако се асоцираме со Европа, ако се отворат границите, ако границите станат формални, за да може секој насекаде да патува, да се врати таму кај што биле неговите стари, да ги посети гробовите, во било кој дел на Македонија. Тоа значи дека Македонија ќе оствари својата вековна желба за духовно, културно и економско единство. Браво! Јас сметам дека пред нас сега се многу други задачи. Оваа задача, може да кажеме, ја остваривме. Има уште нешто по неа што останува, но тоа е многу полесна работа. Како го избришеме она формер, наскоро и тоа ќе биде. Како ќе го решиме прашањето на што знаме да не ни прави никој проблеми и така натаму. Тоа се сега многу полесни работи. Не треба тоа да не окупира. Главното е свршено. Го поминавме Рубиконот. Точно. Престапивме преку тоа. Влеговме тамо кај што ни одамна беше местото. А за жал, ако влечеме поуки од историјата, не случајно последни на Балканот и во Европа доаѓаме до сопствена држава. Таа наша историја, како што рече господинот Битов, говори дека не единството на македонскиот народ, поделбите, меѓусебните пресметки, што е најстрашно и најлошо. Ја сеќам уште од млад какви работи се случува. Тоа беше пречка порано да дојдеме до сопствена држава. И ако сега дојдовме до неа, дојдовме заради тоа, што се покажа сепак едно единство, се покажа дека овој народ знае и умее како да дојде до сопствена држава, да не го вовлечат во војна. Оти тога и дефинитивно ќе го поделат и ќе го уништат. Заслуга ваша, не во војна. Ние и за тоа што го избравме патот на мирот, и за тоа што го избравме патот да одиме кон Европа, да ја завртиме таа крва балканска историја, да се покаже од еден мал народ на Балканот може да биде носител на една европска политика на која сите ќе ја ценат и со таа политика ќе може да најде своето место и во Европа и во светот. За таква Македонија ние сега треба да се бориме. А за тоа треба многу. Понатаму да ги изградиме сите демократски институции во Македонија. Македонија треба да биде пример на една демократска отворена држава со отворени граници. Потоа да ги донесеме сите закони кои ќе овозможат полно пазарно стопанисување. Секој кој што има интерес, способност, кој сака да го својот капитал да го донесе во Македонија, да му биде тоа шанса, а не утре да бега од таму и да биде незадоволен што направив, зошто ова го сторив и така натаму. Да станеме држава која ќе има пријатели на границите. Затоа денеска, кога ми интервјуира за грчката телевизија, реков, ние со Грција сакаме пријателски односи. Сакаме границите да се отворат. Сакаме безвизен режим. Сакаме да се создадат такви услови да можеме слободно да одиме со нашите стоки, никој да не ни пречи до Солунското пристаниште. Тоа е природно пристаниште за нас. Потоа, обратно, да можеме заедно да работиме на таа европска опција. Затоа што Грција е членка во Европската заедница, ние сакаме да станеме членки. Ете, заеднички интерес на кој можеме да работиме и меѓу другите балкански народи да одат по таа насока, по тој пат. И ја мислам, тоа е нашата иднина. Потоа, добри односи со Албанија, добри односи со Бугарија. И ако престане војната, кога ќе престане војната, исто така да понудиме рака за добри односи и со Србија. Да знае, оној народ е сигурен за својата држава и за својата иднина, кој има на границите пријатели. Ние сме страдали и досега не сме имале држава, сите околу нашите граници биле наши непријатели.
Сите сакале да не делат. Дајте да ја пресвртиме таа наша судба. Да се надеваме и потоа можеме да видиме носители на едно пошироко балканско разбирање на сите држави, не само од бивша Југославија, и сите други балкански држави. Балканот мора да се приготви да стане дел на Европа. Доста се зборуваше за Балканот како нешто балканизам и за останато бурена барут и такви работи. И Балканот е дел на Европа. Нашиот народ е европски народ, така треба да се чувствуваме. А не како некој балкански народ во она лоша смисла на зборот, демек за останат, таму се тепат, се колат, помеѓу себе се расправаат, не можат никогаш да се сложат. Зошто да не можеме ние да живееме во мир и со своите соседи и со сите балкански држави, ако може една Германија, една Франција, кои со векови војувале, да бидат сега во една заедница и да немаат граници помеѓу себе и пасоши и така натаму. Може тоа да биде и Балканот, ако Македонија и нејзината независна држава е услов за таков Балкан. Ако Македонија не постои како држава, нема мир на Балкан. И обратно. Од моментот кога Македонија стана независна држава, започнува една друга страница од балканската историја. За таа страница можеме и ние да ја испишеме со нашите дела. И разбира се, сите генерации што идат после нас. Браво! Ставя да ме спикам. Еве и днината на мене. Аде сиде, Бил, тој поназад. Поназад. Младината се слика. Така, шо, само ние старите без да. Стари рискули, доста ние старите. Доста ние помина. Вие се включи. Моля, оди за Жупана Насовиновска. Те брани до 1 милион са. Студенто, Детройт, Палмер. Call for the sec, sir. A ottamo stojar! Da žive Makedonija! Da žive! Kaj kojte vi jasite baka? Makedonija se rađa, novo sonce na slobodata. Makedonci te se mora, zasvojte pravdi. Makedonci te se mora, zasvojte pravdi. Ne plači, majko mila, kreni glava gordo visoko, starom mladom, maško i žensko, na noge se krenalo.
There it is. You know what you do? You don't say nothing. You know why? It's going to happen starting tomorrow. I heard it happened already. England recognized us today, I heard. I know, hey, I got something to tell you. So what's happening? You know what happened? I just saw a letter from her. Yes. Who says that in my lifetime you are one of the most outstanding individuals that I have ever met. Who's he talking about? Douglas Hurd? I said, extension, please send me a copy. You know what happened? We were walking to Times Square after the thing after Grigorov made a speech, right? And we went to the New York Newsday building. Yes. And do you know when they have the headlines outside? And it said Macedonia was recognized today as the 181st member of the UN. But it bowed to Greek demands and was situated under the former Yugoslav Republic of Macedonia. I was, oh my God. Huge billboard. I know. Why don't we just accept the fact that we Macedonians today are much more intelligent than the Greek. And we understand exactly what the Greek propaganda is all about. But we, at the end of the day, know that what it is all about is the Republic of Macedonia, which is what everyone will recognize. The Republic of Macedonia. That's it. That's it, baby. That's It's everyone going home. It's Christmas, man. Amazing. Spend more time It's the Hudson River. Yeah. How much can we get of it now? I'm filming through a window, so I don't know. Јас сум Борис Јорјовски од Битола, родом од село Витолиште, Прилепско. Мило ми е што на денешен ден присуствував овде во Обединетите нации за признавањето на Македонија и овој ден ми се чини дека би требало да биде национален празник за нас и многу сме радосни и му пожелуваме све најубаво на Македонија и на македонците во иднина и во ослободување на другите делови од Македонија. Јас сум Иван Груевски, радот што сум дел од историјата на Македонија. Денес Македонија никогаш не било во пространството да видиме весели. Да живее Македонија и да се бориме за понатака за името за другите делови на Македонија. Јас сум Милчо Петерски, од Охридски крај, Долна Зочереј. Можам да речам долг живот на Соединетите Американски држави, долг живот на Македонија. Викам Миле Петерски, роден од Гелата Призотко, тamo се да разреши македонски цркви. Овој ден колку што сум радосен, толку сум и даже сум затоа што не сум чисто името Република Македонија и него видов македонско познавање ја во Обединетите нации. I have a one. I'll go to that toy store now. The one in Home Alone? German Damoski, rodio se u German, Vestlanskoj, na tatko pozagina 48. Sakam to da pozdravim majka me, da mu kažem da kada se namažu denес se isplati, da ne želi majka me da tako bi poginu. Nije što je mladi dečke koji su prodošli me na to za Makedoniju. Makedonija bila uvijek vidi i tatko me neka počelo mirno, što ostavi krvno tamo.